Огненовски, за наредниот викенд е предвидено да се отвори македонскиот клуб во Благоевград. Дали им пречи во Благоевград името Никола Вапцаров или тоа што се работи за македонски клуб, па еве одлучија нели да донесат одлука таму на локално ниво да се забрани отворањето на ваков клуб? На Бугарија, на бугарската држава и на бугарите националисти му пречат македонците. Му пречи Македонија. Тоа не е од сега, тоа е од памтивек. Историјата ние знаеме, кој повеќе, кој помалку, професорката знае многу добро. Значи, стално сме имале ние проблеми со бугарите, како македонци, како македонска држава. Му пречи тоа што го кажав и што е најважно, ние македонците сме криви самите што ни се случува денес во Македонија. Поготово властите. Јас не велам наши, бидејќи тие не се наши. До сега 30 години во Македонија знаеме кој владееше. Значи не успее да се изборат за да имаме повеќе респект во светот. Напротив, нашите влади што владеа, значи во последните години и од политичари од СДС, од ДПМН, ДУИ и други нивни, јас ги викам, народски кажано, полтронски политички партии што влегуваат во коалиции со нив, те автоматски дозволија да не се случува нас да не ценат не само бугарите и светот. Ние треба да си се бориме за нашите права. Ние како демократи, јас лично. Многу пати ние кажуваме, ние немаме добрососедски односи со Бугарија. Бугарија како држава не ни е нас пријател. Тие ни се непријатели. Добро, но еве, подпишавме договор за добрососедство, нели е поентата за да... Да, сигурно, ама бидејќи... Да почнеме некоја публичка соработка. Сигурно да почнеме, ама со кој ќе почнете? Со човек што не ве признава дека си македонец? А со држава што не ме признава македонската држава? Јазик не ги признава бугарите во... не ги признава во Бугарија македонците? Со кој? Со некој што ти мисли лошо со години? Не, ние секојаш велим. Треба итно да прекинат преговорите со Бугарија. Да се распушти комисијата за историски прашања. Да се затворат сите бугарски клуби што се отворени. Тоа нели би значило и крај на почнатиот евроинтегративен процес на Македонија? Не. Нема да значи, затоа што ние лично, јас, демократи и одредена група од народот, сакаме ние да бидеме дел, да речеме, од Европа, но не на ваков начин. Значи, Европа има огромен проблем. Не е само проблема со Македонија. Европа сензус секојаш бара. Не можете вие, Европа е мојна држава, да кажеме, составено од 27 држави, да имате 27 држави да се сложат. Ако една не се сложува, не може да ви помени закон. Во конкретниот случај сега тоа е политиката сега, да. Една држава не се согласи, имам право како човек, како македонец, како демократ да кажам тоа е погрешно. И нека си го промени Европа тој закон, затоа што таму не можат и други работи сега да му поминат што имаат. Имаше некои такви иницијативи, да, но се уште ништо во пракса се не едноставно, ние кога ги прекинеме преговорите, тој процес можда моментално ќе прекрати развоја со Европа, но ние ќе чекаме подобри денови, кои ќе дојдат подобри политичари во Европа, што ќе го променат законот и на еден фер и демократски начин ќе ја примат во Македонија во Европа. Ние сме понижени, се разбира, и нема зошто тоа да го дозволиме. Огненовски, ќе научи ли нешто Бугарија од ветото кое што го добива од Холандија за Шенген зоната? Ќе не разберат ли сега? Нема да не разберат. Зошто? Затоа што со децени тие тоа го прават. Тие се решени да му покажат и докажат на светот дека не постојат македонци, дека сме ние вештачка творевина, производство на Тито од 1945-та, дека нашиот јазик е бил бугарски, па сега нешто сме променале. А што можат тие да направат кога ако македонскиот јазик ние го добиваме црно на бело и во меѓународните институции и преку, да речеме, францускиот предлог Европска унија, Обединети нации и така натаму. Што можат тие да ни оспорат? Може да не сменат, да не сме македонци, да не зборуваме македонски јазик? Не се работи за тоа, не. Се работи бидејќи ние зборуваме за влез во Европската унија. Така.
Значи, поставуваат вито да не можеш да влезеш, бидејќи таков е законот. Сега нормално тие ќе почувствуваат, бидејќи вели Холандија, нема да дозволиме да влезе Бугарија и Руманија затоа што не се справиле со митото и корупција. Тие држави во Европа кои што припаѓаат на европската заедница се сметаат за две најкриминални држави. Тоа се, значи, погледнете таму имате премиер кој што беше премиер, па го бркаат, па го затвараат, па не знам што и тоа и процес не знам како ќе се заврши. Како исто и кај нас и во Македонија. Имаш колку сакаш криминалци политичари. 30 години докажени. Значи, нема да научи Бугарија, независно од тоа. Пак кажувам, не може Бугарија нас да не натера со сила, ние да признаеме дека сме тоа само за да влеземе во Европа. И нема тоа да го дозволиме. Некој што сака тоа да направи од властите, може да го прави и го прават веќе, но нема да дозволиме. Значи, ние, нормално зборувам, јас лично, народо, македонците и другите народи и народности што живеат во оваа држава, што си ја сакаат Македонија, ние мора да се помагаме. Не е битно дали сум јас македонец или албанец или турчен или... Значи, сите заедно ќе работиме. Хајде да му дадеме малку простори на Огненовски. Ова за што го зборуваме за законот за здруженијата, министерот за надворешни работи Османи искоментира дека според него подобро би било законот да се донесе од сега па натаму да важи, не ретроактивно, што нели би значило затворање или преименување на Ванчо Михајлов и цар Борис III. Стравува дека ќе има некакви веројатно политички последици. Дали вие сметате дека ако се случи еден таков чекор ќе има некаков политички ќе има некакви политички последици на нас? Многу е важно, значи, да се зборува прво зошто дојде до ова да се отворат овие клубови со фашистички имиња. Значи, број 1. Ние во Македонија, нашите политичари, 30 години ги кршат законите секојдневно. Лажат, крадат, пустошат. Не уништија држава. Така. И сега зборуваат, па немало закон донесено до тогаш, па заради тоа овие здруженија бугарски се отворени. Има законска рамка. Значи, убаво кажа професорката дека не дека има. Значи, власт... Нема волја. Нема Така, волја значи, политичка. сакам да волја. кажам дека тоа е се невен изговор за да поминат овие, инако Османи министеро и другите што се, тие си имаат своја агент. Со сила да е турнат наводно, а не знам тоа кога ќе се случи Македонија во Европа, иако треба све живо да продадат. Значи, зборуваме за македонците, за историја, за јазик, за нација, за култура. Кој, па, како што кажав на почеток, кој нас ќе не цени, почитува ако ние си дозволиме ова што ни се случува. Да ти променат име, па сега ќе ти менат историја, па ќе те прашат ти не си, како што реков, во 45-та сте вие вештачка творевина, не постоевте, вие бевте дел од Бугарија. Луѓе, треба да се освестиме на работа. Многу погрешни луѓе 30 години ја водат Македонија. И јас просто вака. Гласани на избори. Гласање, да не зборуваме, гласање на избори. Не можеме да одиме на избори кога имаш криминален изборен законник. Ние мора Што да не го го менуваме, сменаа, да. мора да го менуваме пред да се оди на избори. Ги слушам опозицијата наводно. Одма сега итно да се оди на избори. На кои избори да се оди? За да помене пак да добие. Па желбата на секоја опозицијска партија е да... Точно, ама ние... Ама да нема Добро. ваков закон. Па и во најновиот извештај на Европската комисија повторно политичките критериуми се идентични. Избор на Само реформа. да докажам, ве молам. Значи, поентата ми е, ние одиме да го измениме овој криминален изборен законник, покрај што предлагаме сите, значи, пред да има избори, пред времени, или до 2014, ако, до 2024, ако се случи, не знам. Зборувате за една изборна единица, за отворени листи? Зборуваме, многу е важно. Да има една изборна единица. Мора да има Финансирањето е отворени- најопасниот дел. Се разбира. Да има само да завршам мислата, па после дополнувајте да ме молам. Значи една изборна единица, без праг, со отворени листи. Зошто отворени листи? Затоа што тогаш луѓето ќе гласат за квалитет. Нема да гласа број 13. Зборуваме на... Гледате самите кога вие правите реклами за време на избори. Не викат, гласајте за демократи број 13. Што значи тоа? Гласајте за демократи број 13. Гласајте не знам за кој. Не. Сега ќе биде гласајте за Јорго Огненовски, Наташа,
господино и така натаму. Значи гласам за некој што ќе работи за ова убава држава, што е честен, поштен и професионалец. Нема да креира криминални вработувања, политички, ја што ги викам, нема да ни уништува државата. Ние самите себе, не како народ во Македонија, туку политичарите дозволивме ние да се самите себе уништуваме. Зошто? Дозволивме во Македонија 30 години да владее една тешка багра, кој што ја уништи Македонија. Не, тоа го знаеме, али тоа не е ни битно. Битно е, јас велам, и да не се занимаваат одредена група на политичари со криминал, не се способни. Кога имаш отворени листи, кога гласам јас лично за име, не појќе за партија. Да не може мене преседатело и челниците, мојкниците таму да одредуваат кој што. Господине Огненовски, јас се ведо дека откако ги следам овие собраниски теми, секогаш е актуелна темата за отворени листи, за сите тие теми што ги зборувате, но некако излегува на крајот дека сепак нема политичка волја. Еве начелно СДСМ и ВМРО ДПМН дадоа поддршка, но проблемот е третата партија која што практично не е точно дека ДПМН, јас не викам ВМРО ДПМН, тоа е ВМРО Наше свето. Јас нив ги викам. Тоа е името на партијата. Јас скратено така поубаво ДПМН. Значи не е точно затоа што Мицковски изјави, имаше изјавено пред 2 години, кога од СДС наводно предлага една изборна единица, тие се забаваја со нас, ева извини на зборот, се 120 да имаме изборни единици. Дуи 8, не знам кои други кажуваат 3, 5, 20. Значи видете, се додека на власт. И да си бидеме реални, јас сакам да вела дека културен. треба да биде тоа со консензус донесено. Огненовски, од ова што го слушнав од вас, од вашите ставови, вие сте критичари на ВМРО ДПМН и на СДСМ поредко на ДУИ. Што сметате дека можеше опозицијата еве во овој процес за уставните измени така натаму, во евроинтегративниот процес во собранието поинаку да направи, да издействува, за да не дојдеме до ваква ситуација како што вели Котлар, сега да внесуваме ние бугари во нашиот устав, а нашето малцинство во Бугарија да биде негирано од нивна страна? Видете, може да вечерава не спомнувам многу ДУИ. Ние уште кога се формиравме како партија пред 4 години, во Македонија први почнавме да зборуваме за ДУИ, бидејќи дотогаш се плашат да зборуваат за ДУИ и отворено ние критикуваме и ДУИ, и ДПМН и СДС. Значи, што може да направат? Може многу работи да направат, но проблемот кај лежи? Не лежи сега што може тие да направат, што може од 1991 кога станавме ние независна држава. Значи, нивниот интерес е на ДПМН да дојде на власт по секоја цена, затоа повикуваат нон-стоп на брзи предвремени избори, без да се промени изборниот законник, што го викаме ние демократи, криминален изборен законник, со сите тие точки што постојат. Значи, да имаме фер демократски избори, не само да дојди, така стално не прават, на брзина не фаќаат, така се менуваат големите партии. ДУИ како ДУИ има доста допренесено и во криминал во Македонија и за цела ова ситуација. Значи, сите овие партии се криви за што ни се случува денес во Македонија, со Бугарија. Никој не застана, никој не вика. Ние велиме, идем прекина преговорите демократи со Бугарија. А што вика ДПМН? Па ајде, ние кои ќе дојме на власт ќе направиме подобар договор. Тоа е глупост невидена. Значи, ние прво треба да ги прекинеме договорите. Значи, ако сакаше ДПМН да направи нешто, тоа аз зборувам не сега само, бидејќи и кога се менуваше името, поклон му даде 8 пратеници, но тоа е друга приказна сега, така да и во моментот тие соработуваат. Ако беа партија како што требаше јасно и гласно, како ние што кажуваме демократи, ќе го кажеа, прекинуваме со преговорите, 40 пратеници имаат и СОНИФ и други партии кои што се во коалиција, имаат доволно пратеници да направат притисок. Значи, играат валкана карта, како и секојаш, и она што го кажа стварно ме боли затоа што изјавија пред месец дена и повеќе дека тие
кои ќе дојдат на власт, ќе направат подобар договор со Бугарија. Со Бугарија не можеш да направиш подобар договор и не треба да се прави во моментот пријателски договор. Добро. Гненовски, вие како гледате на овие капги во градот? Кој е виновен сега? Дали сите три партии кои што споменавте дека се виновни за се друго? Дај да се насмееме малце. Види, ова не е за смење, за плачење. Ова е последица на 30 години 30 што се уништува градот Скопје, општината и другите нормални општини. Исклучок на некои градоначалници и советници, нормално луѓе кои што се и честни и сакаат да работат и професионалци, али тоа се премногу мала група на луѓе. 30 години нашата држава, општините се окупирани од големите политички структури, СДС, да помене ДУИ и нивните коалициони партнери. И тука законот за локална самоуправа исто треба да трпи промени. Промени особено пак во финансирањето. Значи, јас имав шанса да бидам кандидат повеќе пати за градоначалник на Битола, за жал не успеав, бидејќи се знае кој успева ова држава од причини законот криминален, изборен и други фактори. Наместо квалитет да дојде и да менаџира државата, општините доаѓаат, на жал, неквалитетни луѓе. Последица, ова што ни се случува и вчера разговарав со тие што протестираат, возачите и така натаму, крајот ќе видам. Значи е последица на една криминална, злосторничка банда која што владее 31 година со Македонија. Нив не ги интересира ништо друго да се дојде на власт и да можат што повеќе од своите членови верни поддржувачи да ги вработат во јавните установи. Јас ги викам демократи, ние ги викаме криминални политички вработувања, за да преку буџетот на Република Македонија, на народот во Македонија, си ги финансираат партиите сека година со тешки милиони. Никој не размислува или размислуваат одредена група на луѓе, но секогаш демократи и ние велиме дека политичките партии денес, бидејќи од нив имаат најмалку по 50.000 вработено своји гласачи, така, значи платите што се земаат секој месец и така натаму, тие не земаат само кој ќе дојде из избори или преку годината милион, 2, 3, тие земаат преку 200, 300, 4 милиони, само финансирање се вика.